Градоначалник, рековте ова е последна урбана заедница со која имате контакт, односно раселените жители. Овде обемна програми, рековте околу 5 милиона денари ќе бидат вложени. Така, ова е приградска урбана заедница и кажавме дека околу 5 милиона буџет ќе одвоиме, така да мислам дека нивните барања и програма ќе се вклопат во таа сума на средства, така да ќе направиме се што е моментално потребно. Нормално, никога ќе нема крај на инфраструктурата и животот и градењето, али она што е најнеопходно ќе го завршиме у 2019. Што би издвоиле, ова е ваше мало, да не речем. Да, тука сум пораснат, наше мало, значи, ланста година го завршивме, реката направивме, оваа година кажавме дека пристапни улици, тротоари, средување на паркот, фонтани, така да претежно е повеќе урбана опрема и пристапни патишта и тротоари. Ке го средите, ке ја слушам, некои склонопадни куќи ќе бидат рушени, ќе бидат проширени. Да, 3 склонопадни куќи кои што стоат повеќе од 50-60 години, ке што треба да се пробијат за тротоар, веќе со собствениците сме во комуникација, направивме договор да ги отстраниме, да си го пуштиме тротоарот, да луѓето побезбедно се минуваат по улиците. Завршуваме со урбаните заедници овие средби, што следува сега? Која е поставка? Значи ние прво селските заедници местни ги посетивме, уште ми се чини дека беше јуни-јули. Направивме сега со сите урбани заедници како завршуваме. После неколку дена се гледаме во сала за состаноци, таму го правиме записникот. Сите записници кои ќе ги имаме, заедно со целокупната предлог програма и буџет ќе ја дајме на совет. Така да, мислам дека оваа година прв пат го правиме на овој начин. Претходно се правило како потреби кои што биле приоритетни, сега направивме да ги удоволиме максимално граѓаните и верувам дека советот врз основа на тоа ќе биде транспарентен за тоа што програмата е од граѓаните, не е од никој друг. Колку купна пари ќе бидат вложени наредната година за комунална изградба во урбаните заедници? Оваа година имаме околу 200 милиона, значи 2018, а наредната 2019 околу 250 милиона денара ќе треба да ги средиме заедно со капитални инфраструктурски објекти. Значи урбани заедници и капитални. И кога ги извадиме оние што се капиталните инвестиции, као што е централен пазар, булевари, паркиралишти, тие работи, да иде околу 17 милиона денара одат по урбани заедници. Чисти пари. Чисти пари за урбани заедници.